Општина Свети Николе и понатамо е цврсто одлучна дека предвидената депонија не треба да се лоцира кај селото Мечкуевци, а причините за ова според нив се повеќе од оправдани. За депонијата како што имamo кажано и повеќе пати, тоа е еколошко чисто место, кај што бројни земјоделци си ги работат собствените земјоделски површини. Тоа е прва работа. Втора работа е што 99% од населението на општина Свети Николе е против изградба на депонија, кој што ќе има 19 општини кои што ќе го прават ѓубрето кај Свети Николе. Од Министерството за животна средина за сега нема коментар во врска со овој став на Светиниколската општина. Неделава се планира состанок со градоначалниците од источниот плански регион на кој што ќе се разговара токму на оваа тема. Информираат кратко од Министерството. Освен што се уште го нема предвиденото јавно предпријатие за управување со депонијата, во меѓувреме регионот и понатаму е затрупан со диви депонии и ѓубришта, а 10 милиони евра предвидени за нивно чистење се уште стојат недопрени. Какво решение може да се очекува и нејасно, но од Свети Николе го нудат следното. Не, има повеќе локации на Свети Николе кај што нема население, кај што нема земјоделски површини, кај што нема луѓе што живеат таму. Значи има се една ствар договор. Ние сме отворени на соработка. Колку ова решение што се нуди ќе го пролонгира предвидениот проект повторно е неизвестно, но 40 милиони евра од Европската унија и понатаму стојат неискористени, бидејќи без ставање во функција на јавното меѓурегионално предпријатие за управување со отпад Еко Исток Североисток не може да биде распишан ниту тендер за изградба на депонијата.